Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во најновото издание на Проверитас, платформа за борба на вистината. За нашиот вечерашен гостин можам да кажам дека представува една институционална меморија. Дека е сведок и директен учесник во најголемите историски настани на територијата на суверена независна Република Македонија, еден од основачите на ВМРО ДПМН, работел на многу општествено одговорни политички функции, зад кои што има одлични резултати, но пред се и над се човек што ја сака Македонија и македонската кауза. Добро вечер за господинот Ламбернадов. Добро вечер и до вас, господин Александар. Посебно чест ми е што имам прилика вечера да разговарам со вас, бидејќи и вие сте мој содружник овие 35 години. Задоволството е заедничко, морам да признам, со Ламбе ќе ти собраќам, иако си постар, иако си ми драг пријател 40 на години, за да им бидеме поблиски малку на гледачите. 35 години си дел од ВМРО ДПМН. Затоа сум јас сведок и многу други луѓе. 35 години буквално следење на патот на онаа идеолошка матрица која што ја постави ВМРО. Кажи ми, како беше процесот на преобразбата на ВМРО во ВМРО ДПМН? Како организацијата во тој период стана политичка партија во 90-тите години? Сосема нормално, господин Александар. Значи, оние идеолошки поставки што ги имаше поставено ВМРО во својата програма, се совпаднаа со и ВМРО ДПМН. Само што тогаш беа други условите, на друг начин тоа се обидуваше да се остварат тие цели. Меѓутоа сега последично дојде дека ВМРО ДПМН за истите тие цели што се залагаше ВМРО треба да ги направи, само со тоа што денеска политичките прилики беа такви, ние моравме тоа да го направиме преку излегување на предизвик на парламентарна демократија, избори. Парламентарна демократија, избори, и затоа мислам сосема нормално беше тоа да премине на тој начин како што одговарат условите денеска. Значи, ВМРО ДПМН сакаш да кажеш еден класичен континуитет на историското ВМРО, кое што нели е и основата за постоењето на современа република. Јас не правам разлика меѓу ВМРО и ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН единствено има мала разлика во тоа што изворните принципи упорно ги задржува, затоа што се тие основа на нашата идеологија, а второто е тоа што се прилагодуваме на новонастанатите состојби што ги имаме во меѓународната политика и на домашната сцена, и се поставуваме така како што треба, и досега, фала му на Господ, извонредно добро сме се поставили и сме постигнале такви резултати што ни најголемиот оптимист не ги очекуваше, меѓутоа ние во ВМРО ДПМН знаевме дека тоа следи, затоа што матрицата што има ВМРО пренесена во сега персонификација на ВМРО ДПМН е таа, и од незе нема бегање. Колку повеќе се придржуваш кон незе, резултатите се посигурни и подобри, а иднината на Македонија и македонскиот народ е уште поубава. Беше избран тогаш во првиот состав на парламентот во 1990 година, ВМРО со немногу претеници, нели? Да. Во тој парламент. Овој состав на парламентот мислам дека беше и најгледан и најинтересен, најпопуларен од причина што првпат имавме можност да видиме плурална демократија, да видиме различни мислења, не сите исто како размислуваат. Колку беше, како да кажам, политички искусен овој состав на парламентот, тргајќи ги седа само на страна кој што нели во еден континуитет продолжија да бидат наследници на Комунистичката партија на Македонија. Бидејќи знаеме дека во поголем дел, конкретно за претениците од ВМРО ДПМН во тој период, можеме слободно да кажеме дека во 90% тие луѓе претходно не се бавеле со политика. Бевте ли искусни? Знаевте ли како во 90-та година да го направите тоа? Искусството го црпеме од друга страна. Од желбата и љубовта копнежа за суверена самостојна Македонија, и тоа не направи поголеми политичари од тие што се со школа политичари или со поголемо искуство. Така да мислам тие луѓе кои многу во почеток со сомнеш се однесуваа кон нив како ќе настапат, јас мислам дека брилираа, ги надминаа сите очекувања во она што се вика одржување на лекција на останатите, како се создава, како се брани, како се
негова држава која треба да биде држава на македонскиот народ и сите останати граѓани во Република Македонија во еден демократски амбиент и меѓународно призната Македонија. Јас од оваа прилика и многу често, меѓутоа и се користам да им се заблагодарам на она што тие го направија за Македонија, се надминаа себе си. Јас сум убеден дека и сами себе не се препознаваа колку се значени и колку се успешни во таа улога, така да ова моја благодарност е благодарност од целиот македонски народ кон нив. Јас те знам многу добро лично, ти си скромен човек, не сакаш да го кажеш својот личен удел во овој дел од парламентот, но јас ќе го кажам, се сеќавам на една симултанка, шаковски, ако можам да се изразам, кога Ламбер Наудов на една седница на парламентот им играше симултанка, како се вика, на цело СДСМ, на цела либерална партија, сам против сите и сите ги победи на дебатата. Беше интересно, морам да признам. Па тоа беше интересно одма првиот ден, нели, после интонирањето на химната, јас се поднесов декларацијата за независна Македонија. Ево сега од почит према тебе, Александар, затоа што сме долги години заедно. Првпат ексклузивно ќе кажам нешто што ексклузивно за емисијава, а тогаш го кажував, тогаш која играв симултанката и која бранев потребата за независна држава од вечерта некаде од 7 сатот до утрото саба или во 5 сатот. Никој друг не полемизираше со останатите членови, иако бев дури и навредуван, мислам досвено се. И тогаш кажав две работи зашто е неопходна декларацијата за независност на Македонија. Прво, ние ако немавме декларација за независност, нема да имавме ни референдум. Така беше тоа мочурище, една очекувавме што ќе се случува, како ќе се однесуваат останатите, една колебливост, а вие знаете колебливост е прв чекор до неуспех. Нешто Изетбеговиќ, Глигоров, платформи, нели? Комбинации таму и од донесување на декларацијата до одржување на референдумот поминаа 8 месеци. За 8 месеци, како на филмска лента се менува состојбите во апокалиптични изгледи на тие, тогаш што ги имавме амбиенти непожелни во ние на држава и во кај никој народ. И второ, ние бевме сместени, искрено да ви кажам, како Македонија, на страната на непријателите, на новиот бран, на новиот светски поредок, демократски, кај што се рушеше комунизмот. За нас сметаа дека ние без таа декларација ќе останеме привезок на Србија, ќе бидеме непријател на тој прогресивен дел, заедно со Црна Гора и, што е уште поважно, и тоа искрено му го предочим на сите таму во парламентот, дека до тогаш Македонија немаше никаква или анемична или бескрвна поддршка од меѓународната заедница. Наеднаш, после таа донесување на таа декларација, што морам да признам, беше акламативно донесена, така еруптивно се заврти поддршката на Македонија од меѓународната заедница, што состојби што ги имавме тогаш многу негативно ќе се изразе на нас и тие што следува пред се на Лисабонската спогодба, која беше погубна за нас без име и без, тогаш, благодарение на меѓународната заедница, пред се благодарение на Обединетото кралство и Соединетите американски држави, ние во собрание осврливме, а исто така постапи меѓународната заедница. Ние до ден денеска, да не беше таа декларација, ние нема да имавме таа поддршка и ние денеска не знам што ќе. И се сеќавам тогаш во тој период единствено само политичката партија ВМРО ДПМН својата предизборна програма бараше независна, суверена Република Македонија, да биде членка на НАТО, да биде исто така стратешки партнер со Соединетите американски држави, оно што е практично и дневна политика вика Македонија кој што 20 години. Тоа нас не обврзува од дека сме изворни наследници на ВМРО. Уставот на ВМРО е нашиот препишан на ВМРО ДПМН, што го имаме и ние нормално дека бараме суверена, самостојна, независна држава под покровителство на Соединетите американски држави и Обединетото кралство и до ден денес така остануваме на тој став, што сметам дека е еден од најдобрите патокази и еден од најдобрите дострели што ВМРО ДПМН ги постигнал во своето политичко партиско действување. Па тоа е моја целта на ВМРО, нели, Македонија. Ајде уште да останеме малце во крајот на минатиот век со прашање на 90-тите години.
Имаме секаква публика, и повозрастни и помлади луѓе, сите сакаат да чујат нешто, сите не знаат се. Тогаш беше многу активен учесник, јас, очевидец бев на тие работи, кога ти и неколку луѓе на група во ВМРО ДПМН се организиравте и ги враќавте македонските војници кои што беа на боиштата во поранешна Југославија, во граѓанската војна, вклучени на страната на Југословенската народна армија, иако веќе имавме прогласена независна држава, иако веќе формиравме, почнавме да формираме своји структури, војска и сите тие останати работи. Тогашниот председател Киро Глигоров едноставно рече: јас немам никаков механизам, немам никаква шанса да помогнам на тие луѓе, дури мајките нели отида во собрание, се сеќавајте која побара, средба има со мен. Да ги врати назад. И се случи една убава работа. После тоа почна дечињава да доаѓаат назад, организирани преку ВМРО ДПМН. Како се случи целата таа приказна? Мислам, идеолошки татко на сетата проекција беше Борис Мајковски. Да не се залажуваме. Сите ние бевме помошници, меѓутоа ремноста што ја покажа Борис Мајковски со поддршка на партијата, комплетното раководство, направи се за да спасиме многу македонски дечиња, да не го изгубат залудно својот живот на боиштата таму каде што по традиција сме гинеле, а за тоа за возврат ништо не сме добиле. Сметам дека тоа беше една од најуспешните акции. Многу дечиња ги вративме назад во своите семејства, спречивме да бидеме на страната на агресорот и тоа беше многу важно. Добивме тука меѓународни поени. Втората работа беше една многу значајна кога наши деца млади исполегнаа на пругата, спречиме возот да ги однеси регрутите, и најважно се беше што ево и денеска изгледа зачудувачки како ги сокривме архивите на регрутите кои требаше да бидат повикани за да ослужат уште тогаш во ЈНА. Мислам за тоа треба филм да се направи. Мислам дека е тоа вистина филм за некој ќе изгледа филмска режија, меѓутоа беше извонредно организирана. Сите ја бараа тие од Космос, непријателите на Македонија ги бараа тие архиви таму каде што постоја во канцеларите, а ние не знам чија идеја беше. Така не беа. Во камион кој постојано беше во движење, таму беше сместена архивата и никогаш не може да ја донесат. Обично го се движеше камионот таму каде што имаме повеќе ВМРО-вска власт, каде што немавме власт, него имавме ВМРО-вска енергија, каде што дури можевме да се одбрани тоа. Ако морам да ви кажам дека во тоа време морам да ви кажам дека ние имаме само 350 млади со 2 недели обука полицајци и специјалци и да бидам искрен 12 до 15 илјади луѓе ВМРО ДПМН можеше во секој момент да регрутират. Како ќе завршевме? Дали сите ќе испогиневме или ќе направиме, меѓутоа определбата беше да се брани Македонија и јас изразувам огромна почит и пиетет према тие млади луѓе што застанаа во одбрана на Македонија, а со самото тоа и го одвратија непријателот кој мислеше дека само ќе се прошетат низ Македонија. Јас сум очевидец на тоа што се случуваше тогаш и сум генерацијата која што баш ќе фаќаше. Па затоа и ви период. Покажам, иако си 50 години помало од мене. Само 50. Тоа е добро, вела денеска Ламбе, дека е комплимент кога некој на некој ќе му каже и си остарел. Значи си живеел подолго и такви времења се, нели? Кажи ми... Иако јас не знам како сум останал жив, тоа е на еден ручек со Љупчо Георгиевски дојде еден од државна безбедност и му рече на Љупче, јас не знам Ламбе како ја остана жив. Со оглед на тоа што се случувало со мене вих. Ама тоа не е важно толку за Македонија. Во тој период многу луѓе на чудни околности ВМРО-вци го губеа животот, се случуваа чудни работи, нели? Па и во самите структури на партијата имаше внесено луѓе кои што нели делуваа вака или онака. Абе таа беше моќна партија, мораше да има такви обструкции од непријателот, иначе в гради никој не можеше со нас да се тепа. Тоа беше познато дека мислам политички да се тепа. Така, ајде да се вратиме на една реченица, во една прилика која што ја имаш кажано и ќе те цитирам. Вели вака: силниот порив на патриотизмот што го има кај членовите на ВМРО ДПМН ја одржува Македонија до ден денес. Дали се уште стоиш за овој став? Никогаш нема да отстапам од тој став, бидејќи е тоа докажано и потврдено.
во секоја позиција, во секоја тешкотија, во секоја мака, во секои напори што ги правиме за да се очуваме, одржиме и одбраниме Македонија. И мислам дека тоа е единственото нешто што, ако се сеќавате, тука имате дополнение на една моја антологиска реченица дека ВМРО ДПМН преторијанска гарда на македонскиот народ и македонската држава, а тој порив секој ден е се поголем и поголем. И им порачувам на непријателите на Македонија и на македонскиот народ. Залагајте се и јуришајте колку можете повеќе на Македонија, толку повеќе силни не правите и тој порив е уште поизразен и ќе ве одврати уште при помислата да ја нападнете Македонија, не да се доближите на одредено растојание. Многу ми е драго кога и после толку години избориш со ваква енергија и со ваква сила која се збори за Македонија. Тоа го чувствувам. Таа енергија кај сите членови вистински на ВМРО. Александар, знам дека и вие го знаете. Си активен 35 години, колку што те следам во политиката, значи ги следиш сите политички случувања во Република Македонија. Си бил на многу позиции во ВМРО и во државата, си соработувал со сите досегашни председатели на ВМРО ДПМН, се знаеш со сите нив лично, но еве да проговориме нешто за последниот председател, сега што беше повторно избран на последниот конгрес, господинот Христијан Мицковски. Како е вашето мислење за Христијан Мицковски како председател на ВМРО ДПМН? Јас ќе кажам нешто што еднаш само го имам кажано и ќе го повторам сега, ако некој ми забележи, воопшто не ми е гајле. Јас имам кажано дека кога ќе седнеме да ги броиме, да се подсетуваме и да ги броиме придобивките што ги имаме ние лично членовите на ВМРО. ВМРО ДПМН, партијата, нашите семејства, македонскиот народ и нашата татковина Македонија, името Христијан Мицковски секогаш треба да го броиме два пати. Значи, ова што Христијан Мицковски го направи со ВМРО ДПМН, јас го следам од првиот момент. Прво, Христијан е проект сам за себе. Вие знаете дека ВМРО ДПМН, председател на ВМРО 300 години однапред се знае. Мене ме прашуваат како 300. Профилот е таков организиран што треба тој момент да биде. Во тој момент требало да биде, а Христијан Мицковски е сам проект што се изедначи со овој проект што го замислуваше ВМРО ДПМН како иден председател, тогашен, сегашен и овие 4 години понатака. За жал, според негова одлука, може би и последен мандат, ама ќе видиме и за тоа. И мислам дека првата работа што направи Христијан Мицковски, воспостави 3 столба во партијата. Прво, не дозволи никој да ја навредува и да клевети партијата. Тоа е првиот столб. Вториот столб, што го донесе, не дозволи никако во партијата да се лажи, да има лаži. И третата, може би најважна, третиот столб што Христијан Мицковски го постави, никако не трпи закани и уцени на партијата. Веднаш расправа со ними и со сите овие 3 столбови кога ќе бидат нападнати и нарушени од тие луѓе, не ги остава неказнети. Тоа е направи партијата монолитна, грандиозна, она што сите му предвидува и допринесува на некој начин да исчезне. Христијан Мицковски е воскресна, работеше во времења потешки отколку која формиравме ВМРО ДПМН 1990 година. Неговиот придонес е сјаен, брилјантен, нема зборови со кои може да се опише, и сето тоа после на еден идеален начин го пренесе во раководењето и на партијата и на државата. И тоа дали е добар премиер? Председател на партија одличен, дали е добар како премиер на оваа влада? Па јас мислам дека ваков премиер Александар, многу луѓе ќе мислат, јас сум фан на Христијан Мицковски и не кријам. Меѓутоа неговиве доприноси што ги има за и како председател на партија, како председател на влада, јас го сврстам во четворицата 5 најдобри лидери во моментот во светот. Не е битно колкава е државата, бројна или не, какви придонеси, какви вредности испорачува на меѓународниот свет. Христијан Мицковски е еден од луѓето кои не е предмет на како треба да се приклучи на новата политичка определба, поделба и прегрупирање, односно тој е креатор, учествува во тие нови
нов светски поредок и нови светски движења, каде што има огромна популарност, тоа сите го знаеме. Како да седи на иста маса со нив. И фактор е сега да се почитува неговиот збор, неговото мислење. Луѓето ќе го почитуваат бидејќи е многу искрен политичар, искрено не сакат Македонија, искрено го почитуваат македонскиот народ, сета своја енергија, сето свое знаење му го посветува на македонскиот народ. Тој е токму лидер, какво што го баравме, кои ги имат имплементирано сите добри врлини и способности на претходните 8 лидери на ВМРО ДПМН во една личност. Значи ли тоа дека има надеж за Македонија, дека има светла иднина, дека сме на правиот пат конечно, дека ќе бидеме постабилни, посилни, посигурни, посвои? Јас светлата точка во темниот тунел е видов кога Христијан Мицкоски почна да на својот пат да обезбеди мандат да биде председател. Уште тога се види. Така. Човекот све сам направи, човекот не разубеди целото членство дека тоа е што ни нуди тоа што го бара Македонија и македонскиот народ. Човекот кој што уште тогаш не дојде на ниједна позиција ги воспостави црвените линии кои до денес не се поместени. Во времето на неговото доаѓање, пред времето на неговото доаѓање, Македонија немаше ни црвени, ни зелени, ни жолти, никакви линии. Македонија беше во еден хаос, веднаш воспостави она што е најважно, рамнотежа. Дали оваа влада на господина Христијан Мицкоски има конечно надворешна политика со јасно дефинирани црвени линии? Не, дефинитивно е, тоа се гледат од секаде дека јасно се дефинирани тие црвени линии. Благодарение на Христијан Мицкоски, се сеќавам Христијан Мицкоски која предлагаше владата и убаво се сеќавате и вие. Каже една многу убава речење. Рече на клучните места каде што Македонија и македонскиот народ ќе зависи иднината што ќе ни надоаѓа, јас ќе ставам мои луѓе. Така. И се тие луѓе апсолутно ја оправдаа довербата што му ја даде Христијан Мицкоски. Тоа значи дека е добар селектор. Христијан Мицкоски има една посебна вредност, тој е с големи вредности на ВМРО ДПМН. А не обратно, ВМРО ДПМН да е с големи вредностите на некој лидер што ги дојде анонимен. Тука е голема разлика, значи... Да бидам и слободен, многу и пробален над ВМРО тоа што се подигна пака, ама ги снемувала секогаш. Зборам за луѓе кои што во политиката ВМРО ги создавала како луѓе, попробале дигнале глава над ВМРО. Имало такви многу примери во нашата историја, меѓутоа Христијан Мицкоски има една голема скромност. Пред себе става македонскиот народ, Македонија и ВМРО ДПМН, тек на трето, четврто место ние го ставаме. Тој сам никогаш не се става, меѓутоа заслужува, затоа што види, јас сум човек кој сака луѓе, поединци, кои својата вредност се пренесуваат на останатите и така добиваат во вредност и мнозинството и институциите на партијата и членството и на крајот и македонскиот народ. Тако вредок човек е Христијан Мицкоски. Во суперлатива секој случај говорите. Не, сам сигурно заслужи. Но обично она што го збори Лампе секогаш е факт, така да нема да полемизирам повеќе јас тука за тоа. Не, ама безпотребно ќе вие да полемизирате. Значи видите, една многу интересна работа. Христијан Мицкоски од кој поемен, постојано му расте рейтинга, така? Да. И што е нормално, кога ќе дојдеш на власт, дали на локални или на парламентарни избори, секогаш партијата, било која да е до сега во услови се покажало дека рейтингот скоро нагло почна да паѓа или рейтингот напротив. И рейтингот на партијата, и личниот рейтинг на Христијан Мицкоски постојано расте. И што повеќе тука да се зборува од тоа што е видливо и што е показател на сите анкети. Кажи ми во моментов дали се случуваат големи геополитички поместувања во светот. Гледаме да се чудиме нели за некои работи, чудни сојузништва, чудни претумбации, времињата си го прават. Дали актуелната политика надворешна на Република Македонија на вистинската страна овој пат? Нели, веќе светот се поларизира повторно, неколку групи се, неколку приказни има. Видите, овие поделби, тектонски би рекол, поместување на меѓународната политичка сцена,
а се знаат однапред. Така. Прашање е дали човек може да ги види или не може да ги види. Има, знаете, основна поделба меѓу сите луѓе, една од најголемите е тоа, што едни луѓе однапред знаат што ќе се случи во иднина и тие се мало. Други луѓе, тоа што ќе се случи, ќе го дознаат од кој ќе се случи. Така, ќе бидам слободен, не според твојата поделба велиш дека нели има луѓе на кои што нели што ја знаат однапред состојбата што ќе се случи и некои што ќе ја научат. Често пати Прашање е дали ќе ја научат. Да, често пати си бил на одредени позиции и места кои што однапред си ја знаел целата состојба што ќе се случи. Тешко ли е, товар ли е тоа да знаеш однапред што ќе се случи? Па, голем товар е. Така, од дигресија мала направив. Голем товар е, аце, затоа што ако немаш начин и ако не знаеш како да го пренесеш и да му кажеш на луѓето што ќе се случи во иднина, тоа залудно е тоа што знаеш. Овде кај Христијан Мицкоски тоа ни го воочи, ни ги отвори очите и ни каже како е. Затоа што види, нема, ако ви велев тогаш, или успешно преобрати ги луѓето, или не споменувај го тоа. Јас сум имал често прилика така да кажам на луѓето дека ова, она не чекаат, не знам што, како сега да не навлегуваме во работи. Имало моменти кај што ме разбрале, имало моменти кај што се подсмевале со мене. Јас во 1976 година, пред 50 години точно, се вратив од еден конгрес во Америка и кога почнав да кажувам дека од Советскиот сојуз до сите федерации комунизмот ќе се распадне, ме правеа будал. Така, добро. 76-та, така година? Да, 76-та. Паш конгресот се држуваше кога Мао Цетунг почина. Видовме до каде обстои целата таа приказна. Ако уште едно прашање, ако може, за најгорливото за меѓународна политика, многу добар познаваш си на тоа. Дали барањата, се на официјална Софија говорам, не говорам на политички партии, официјална цела бугарска политика, политичка, овакво, се реални и се во насока на зближување на двата народа или се работи за договор кој што стварно е погубен за Македонија. Во минатото 35 години сме имале различни состојби во односите со Бугарија, горе, доле, амплитуда, меѓутоа никогаш вака агресивни и опасни од моментот од кога Заев стана премиер на оваа држава и сето после него што се случуваше. Тие барања по мене се апсурдни и многу се погубни за иднината на Македонија. Јас се зачудив од каде оваа агресија кај Бугарија, бидејќи ние имавме често разговори со ними и јас сум учествувал во тие разговори. Дојдовме на еден степен горе-долу да ги уравнотежиме со меѓусебно признавање и на јазик и на све ова, премолчено. Требаше време да помине тоа да се усоврши. Дојде Зоран Заев со својата непромислена надворешна политика или многу промислена, тоа не знам, допарва ќе знаат луѓето што се случуваше. И кога наидоа на еден отпор кај Христијан Мицкоски овде и кај целата гарнитура на македонската политичка сцена, тие се нафрлија на некои луѓе беззначајни во Македонија, од ними направија херои, како се тие овдека страдалници, како ние, како држава се справуваме со ним, никогаш ништо немало против тоа некој да се чувствува бугари. И што направија? Од 3000, 4000, 5000, 3600 максимум има кои излегуваа на избори за во Бугарија, денеска дојде на 69. Згора на тоа, тие луѓе што ги одбраа да бидат перјаници овде на бугарофилството, се луѓе кои никогаш немале врска со Бугарија, односно ја мразеле и не можеле да ја поднесат Македонија. Од кои причини ги регрутирале и ги ангажирале, не знам. Меѓутоа е многу опасно. Јас апелирам до политиката во Бугарија. На чекор сме да се замразат народите. Што никогаш не било. Официјалните политики може да направат и добро и лошо. Меѓутоа, народите ако почнат да се мразат меѓу себе, тоа ќе биде многу тешко. И јас мислам дека сепак ќе преовлада она што разумот и мудроста на народите секојаш е поголема отколку на политичарите, а дека ова разум и мудрост што е барам, кај нашите политичари инсистирам да остане такава како што е, зашто е вистинска и правилна. А тие нека се коригират, затоа што колку повеќе одат во насока на
насилство, ова е насилство и према државата, и према нацијата, и према идентитет, а на крајот многу јасно и територијални аспирации има. Да, па тоа го кажа и Маријан Ѓорчев, нели, Не, ама се долгогодишен гледа, амбасадор, вели, замислете ви како ќе седне на маста кога ќе треба за ВМРО да збориме со бугарите. Што ќе разговараме, вика, во тој период. И јас се надевам дека ќе има промени за доброто на сите во надворешната бугарска политика. Сме соседи пред Селамбек, комши со кои што имаме многу добри врски, говорам меѓу народите со сите околу нас и треба да се продолжи во целата таа работа. Кога тераш политика на која што е стара можеби повеќе од 50 години, ова јас би рекол, ова антимакедонштина или македонизам како што го викаат, е политика која што е спроведувана во Бугарија во времето кога Бугарија беше сателит на Советскиот сојуз. Истиот, советска политика. Тодор Живков е оваа политика. Да, истата политика. Види, Александар, значи сакам да кажам, да го потврдам ставот на македонската страна. Значи види колку малку требало. Требало, значи, ти да си патриот, родолюбец, да си го сакаш народот и само да застанеш на тоа дека обстоиш на тоа. Ние сме сега брана, тенк сме за ними, тие како удират главата си ја кршат од нас. И гледај сега, во последно време ние принудивме и меѓународната заедница се почесто да се става во посредник да ги реши тие проблеми. Ото виде, ако бевме оставени на стихија на Заев, тоа ќе беше решено апсолутно негативно и погубно за Македонија. Меѓутоа и тие сватија дека овдека е живи народ кој има своја традиција, своја историја која треба да се одбрани. И мислам дека и тие заложби на меѓународната заедница ќе бидат во насока за подобрување и односно за почитување на барањата на македонската страна. А иначе ова што го зборувате за Живковизмот во Македонија, денеска е најприсутен таму. Тодор Живков кој стана премиер, првата вечер каже, утре сабајле да одам во Пиринска Македонија. Пиринска Македонија е држава на Македонија, не е на Бугарија. Морам да ја вратам назад. Тогаш Пирин беше држава македонска. Отиде таму, ама викат имаме поголеми проблеми во Родопите. Што да ми извините, со турското население. Не. Ова е позначено затоа што чувствата на народот во Пиринскиот дел е апсолутно на страна на Македонија, сите се чувствуваат македонци и јас нема да бирам репресии како да го спречам тоа. Тоа е докажано, потврдено и сите го знаат. Па и нели равно што викаат анегдота со Милка Планинц кога разговарале, која рекла признаете ги македонците во Бугарија и која рекол Тодор Живков кога ги признавам македонците и турците во Бугарија нема да остане ни еден бугарин. Да не ме разберат погрешно, ова е анегдота, една шега, нели? Која што Не, многу е лошо кога најблискиот народ, така да речеме ние со ними, на таков начин сакаш да се справиш, сакаш да го присвоиш, сакаш да го поседуваш. Да. Не е добро тоа. Со ништо не сме заслужили. 200-300 илјади наши луѓе име загинато во борби за интерес на бугарската страна. Тие вика дека нивни луѓе гинеле за нас, ама и наши имет гинат во балканските војни, во Првата светска војна. И тоа јуришни елитни единици наши луѓе таму. Апсолутно па, нели во поготово балканските војни. војни се вечна репарација да е Македонија на Бугарија. Тие имат и други територијални претензии или народи што живеат, нивни народ што сметат дека живеат во Србија, во Романија, во Грција, нека го побарат тоа, нека побарат таму, нека негират таму, не само на нас да се навртат. Не е добро. Големо ни е името, голема ни е историјата, затоа сака секој да се представи дека Ама види се, тоа е двонасочно, Александар. Ако е големо името, а тие сакаат да го присвојат, немој нас да не ограничуваат да си го браниме нашето големо име. Ние ќе го браниме и ќе одбраниме. За нас е посвето името, за наше, а нивно е цел на освојување. Тоа нема да го дочека. Така, браво. Баш ми се допадна ова што го каже. Хајде малку да проговориме за актуелни теми, за опозицијата во Република Македонија. Јас знам долг политички период, нели, најголемиот опонент на ВМРО ДПМН е политички во овој плурализам е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Никогаш нема да ги забораваме оние, нели, на дебати големи, па оние ТВ доили што ги има на претседателите на политичките партии, па оние дебати во парламентот кои што беа и сите останати работи. Но имаше некој ниво и некој начин на комуникација. Не говорам дека било честно и се било фер политиката прелјава работа, нели така велат.
Но што се случува денеска со ова СДСМ? Што е ова денеска СДСМ во споредба со СДСМ од времето кога бевте во првите редови во политиката? Има ли нешто допринос слично исто? Јас сум изграден политичар. И нема да бидам многу присресен и мене ми е жал сега што го правиме ова интервју во време кога е најлошо за СДСМ. Така испана дека им се сетиме, а не им се Колку е сетиме. полош, толку е полошо и за Македонија. Така. Поготово со ваков вокабулар, со вакви програмски определби што го имат, тие се единствено насочени против ВМРО ДПМН. Не ми им смета што ВМРО ДПМН дојде на овие висини, на овие дострели. Одберете го патот, трните по тој пат, обитете се, па ќе видиме докај ќе стигнеме. Меѓутоа, на ваков начин да се справуваат со ВМРО ДПМН, а јас, може би некој ќе забележи ова денеска што ќе кажам, ВМРО ДПМН го изjednačувам со македонскиот народ и со Македонија. Кога ќе сакаш нешто да му наштетиш на Македонија и на македонскиот народ, прво удираш на ВМРО ДПМН. Таа политика нивнија е препознатлива, народот никогаш нема да ја прифати и се повеќе и повеќе ќе тонат и ќе заглибет во блато од кое нема излез. Мене ми е жал, имаше извонредни моменти кога заедно нешто направивме. Се сеќавам на деновите на кога се одржуваше референдумот или некои законски одредби во парламентот. И јас ево најотворено ќе ви кажам, кога се носеше уставот на Република Македонија, Така. Стојан Андов не сакаше да остави на гласење. Не беше сигурен дека ќе имат подршка. И имате една слика кај што доаѓа до мене и ме моли до Ламбе, знаеш што значи устав да оставам на гласење, а да не се изгледа. Кажи бе Стојане колку ти треба? 27. 35 ки имаш, и така го изгласавме. Го изгласа и не дозволи после ни благодарности, ни ништо, само од што беше, како да кажам, макар што тој устав, можам да кажам дека не требаше толку наврат на нос да се донесе, требаше повеќе напори да се направи да учествуваат и албанците. Јас имав една мисија таму, од моите бев спречен, но како и да е, барем немавме југословенски устав. Така ги спомна и албанците, они имаат нели неколку политички партии во Македонија, после долги години Демократската унија за интеграција во опозиција, како политичка партија, некои нови, дали таму ветриште нови сили има. Што се случува таму во тој блок? Што мислиш, има некои промени квалитетни, добри? Ова што го гледам последно време со Дуи некако паралелно ми доаѓа со истото што му се случува на социјалдемократската. Сега за сега не гледам и таму некои придвижување на подобро. Се надевам дека ќе има такви процеси и таму. Ото види силни политички партии со програма која е демократска, која е заштитник на сите државни интереси, не парцијално за еден народ, за друг народ, ние за македонскиот, тие за народ, него за сите граѓани на Република Македонија. Се додека не го сватат тоа, мислам дека ќе и тие така ќе пропагат, ќе тонет, оти со она дрво кое ќе се патише, кој гнило ќе пропадне, ако е полетно, ако растит, ќе растиш. Мислам дека Али Ахмети погреши што ја препушти иницијативата на луѓе кои не и мисли добро и на Дуи, и на Македонија целосно. И ево, таква политика веќе не варви, тие се политики на 19 век, не се ни од 20 век. И дај Боже да видам нешто подобро, јас имам и таму луѓе и пријатели што сум соработувал, не можам да ги препознам сега на кој ниво се спаднати. Меѓутоа имате една генерација сега што доаѓаат, да видиме, да се надеваме. Да, мора да има демократски потенцијал во сите овие опозициони партии за да се живее подобро во Република Македонија. Во кажа прескане на оваквото дека е потребно да се има квалитетна опозиција за да има нели квалитетна позиција. позиција. А се ова што го прави ВМРО ДПМН. Што се стави во центар на гравитација. Да го наречам нов политички термин, ВМРО централизам. Да. Не е во негативна насока создаден. Тој ги покани Христијан Мицкоски, тој е автор на таа нова доктрина, ги покани сите политички партии, нивните вредности, нивните напредни идеи да се приклучат на орбитата на ВМРО ДПМН. Со тоа заедно ќе направиме од сите елементи скапоцени, нека се злато, платина, ќе направиме соединение на кое никој ништо не ќе му може,
Тоа се вика заедништво. Мислам дека тоа и Христијан Мицкоски го промовираше и дека е тоа една од најдобрите промоции во ова денешно време, општо прифатлива за сите и многу е интересно што народите, овие политички партии што ги представуваат членовите или граѓаните, ги предухитрија, ојдаа понапред и побарко го разбраа Христијан Мицкоски отколку политичките раководства на тие партии. Сега е ред ние да го послушаат својот електорат и мислам дека за Македонија доаѓаат светли денови. Благодарение пак на иницијативата на Христијан Мицкоски, која е многу добро намерна. Нема намера ниту тој да биде некој што ќе биде така во центарот, ниту пак тијата. Едноставно сите ќе бидат еден центар, еден лидер, али тоа ќе биде македонскиот граѓанин народ. Да, најдемократска партија со оглед на тоа дека во други политички партии во поголем процент се султан партии, така ги викаат. Еден човек, нели, одлучува за се. Ретко сакаш да говориш како човек кој што бил жртва на политички процеси, таков ти карактерот знам. Како човек не сакаш да го говориш за тоа, но твојата жртва и за Македонија и за политичката партија на која што припаѓаш е огромна, според мене. И не ти правам лицева, ти го кажувам наискрено. Мислам дека беше практично првата политичка жртва на еден политички прогон, го кажувам бидејќи ми даде една идеја во претходно нешто што кажа дека кога сакаат да удрат по Македонија, секогаш удираат прво по ВМРО. И во тој период ти беше знаат многу луѓе во ВМРО да помene од главните и за организација, и за авторитет, и влијание кај сите тие луѓе. И направија, да, мислам дека беше првата жртва на политички прогон во суверена и независна Република Македонија после 90-та година, кој што резултираше со судски процес многу сличен на судските процеси кои што ги водеше УДБА во 45-та, 46-та, 47 година и беше осуден без вина. Јас тоа најодговорно го тврдам, не сум судија, меѓутоа најодговорно го тврдам и не ти правам лице, ти го кажувам наискрено. Ме интересира дали во овој период од животот расчисти со тоа кои ти се пријатели, а кои ти се непријатели? Прво, јас многу читав, да бидам искрен. Јас дома немав ништо, ама имав добра библиотека. И уште ја паметам една реченица на Франсуаз Саган. За да бидеш среќен во животот, две работи се доволни. Добро здравје и лошо памтење. Добри, Значи, да ви кажам искрено, ова политички прогон или жртва, јас воопшто не го чувствувам како така, јас го чувствувам тоа како награда. Јас ќе се чувствувам посрамотен ако тоа не ми се случеше. А можев да го избегнам. Не, јас застанав стоички и она што луѓето ги сметат дека страдања, дека ми останале лузни на мојот дух и на мојот тело, јас напротив тие ги сметам за моје ордење. Ама проба да те скрша, така? Така и му порачувам на сите ВМРО-вци да знаат дека секоја жртва што е праве за ВМРО-ДПМН, тоа не е жртва, туку е награда на нивниот дух и на нивната способност, за неговата лојалност кон партијата и неговото служење и чест кон својата татковина Македонија и македонскиот народ. Покушта, ако доаѓа разговорот, еден твојот најголем непријател кој што вели успеав сите да ги скршам, само не успеав Ламбер Нудов да го скршам, сатисфакцијата уште поголема, нели? Еве, та не кажуваме имиња, знаеме отприлика кој се. Нема потреба да кажуваме од имена, затоа што навистина мислам дека тоа е патот на ВМРО-вецот и дека единствено само на тој начин можеш да бидеш пример и на останатите луѓе што надоаѓаат, иначе ќе се претвориш во секта. А мислам дека такви примери мора да бидат лични. Јас и до ден денеска никога не обвинувам за таа моја состава. Кога сум имал многу привилегии, вие знаете јас каква моќ имав и политичка и партиска, мораш да се прифатиш и да бидеш некој ден да си одредиш за одговорност, затоа што во таква една плуралистичка средина, која не беше веќе заокружена, утврдена, се знаеше дека ќе имаат жртви и требаше да се бидеш подготвен на сите такви предизвици што ги носи таа позиција што ја имав. И јас сум благодарен, воопшто не ми смета тоа што ми се случи. Така. Покрај со политика, помладите генерации, условно кажано помладите генерации,
се сеќаваат кога беше претседател на Фудбалската федерација на Македонија, а повозрастните генерации, оние постариите од мене се сеќаваат на Ламбе како одличен фудбалер. Што беше подобар, фудбалер или претседател на Фудбалска федерација на Македонија? Она вака само, извини, што малку луѓе што ми кажувале вика што сме играле фудбал со Ламбе, тешко беше да го чуваш и да го браниш, вика. Во свое време вика беше еден од најталентираните фудбалери во Македонија. Па види, јас најдобре кога другите ќе зборуваат. Јас на 17-18 мои години бев метена големата четворка на југословенскиот фудбал. Хајдук, Партизан, Динамо и Црвена звезда. Дори и дома имаше емисари дојдено. Меѓутоа јас за среќа го одбрав единствениот најдобар клуб во светот Маврово од Гостивар. Тоа што го имам доживеано. Маврово од Гостивар. Да, сега веќе не постои за жал. Така најдобар клуб Тоа што во го имам светот. доживеано таму во Маврово и сега со такви фудбалери што сум играл, јас сум имал среќа да играм со одлични фудбалери и во Маврово, и во Охрид, и во Пелистер, и Победа, и странство кај што сум бил. Им благодарам на нивната поддршка. Јас не имаше фудбалери кои имаа многу поголемо знаење од мене, ама јас имав една дарба. Ево, да се пофенам, многу голови давав, дури од невозможни позиции. Мојата специјалност беше игра со глава. И логичен редослед на тоа беше станав претседател на Фудбалската федерација. За Фудбалската федерација имат примери дека она што го направив таму, јас сум задоволен, па тие што се таму што беа со мене, нека кажуваат како и што. Токму тоа сакав да те прашам. Во една прилика бевме заедно во Фудбалската федерација на Македонија, кога дојде сега промената со новиот претседател. Она што го забележав најискрено, значи од човекот на врата што не пречека портирот, до сите вработени во федерацијата, до претседателот на Фудбалската федерација на Македонија, дојдоа, се испоздравија со тебе срдечно, се изгушкаа, сите насмеани, се сликаа како најдобар пријател. Ретко се случува некој негде кај што бил на раковето место, па кога ќе се врати и после да го пречека така. На што се должи тоа, Ламбе? Зашто тие луѓе? Фудбалската репрезентација е институција на независна Македонија. Така. Институција на независна Македонија, таа игра под знамето на македонската држава. Она што јас таму го затекнав, тогаш кога дојдов, не беше многу за пофалба, не беше нешто со оглед на тоа што беше почет. Јас све сторив да ја представам македонската фудбалска репрезентација во светло како што сакам да биде представена мојата татковина Македонија. Прво што треба тоа да го направиш, треба луѓето таму што работат да бидат максимално ангажирани, односно да му биде тој труд што го вложува на некој начин платен. Она што тие дотогаш го правеле и како го правеле, ги гледав јас по 30 сати не одеа дома да спие, да немаше соодветна сатисфакција за тоа. Гледав тоа да го изедначам и мислам со луѓето таму поминав извонредно добро. И ево, јас секаде каде што сум бил, сум оставил добар почеток, бидејќи никаде не сум се наметнувал. Не било мој стил да... Тоа ми стана многу чудно, значи како сами ти приоѓаа, како те гушкаа, се сликаа со тебе, како со некој драг пријател и роднина димал. Исто кога беше избран сега Масер Омерагич за прв човек на ФФМ, беше поканет и доби лично од него големо признание за сето она што си го направил во македонскиот фудбал, што во секој случај е за почетен оваков гест што има направено Масер. Јас му благодарам на Масер и мислам дека Масер е изморено решение за македонскиот фудбал, тоа веќе почна да докажува, а уведен сум во наредните денови, месеци, години во Република Македонија ќе видите измореден пример за како се работи во една фудбалска федерација, кој, повторно ќе кажам, е институција на македонската држава. Овде сакам еден прилог да дам. Она што го кажувате вие, некои луѓе се убедило на мене да ми помогне да го избегнам затвор. Да. Јас им одговорив, благодарам. Најсигурна и најважна институција и најпрва институција на една држава е затворот македонски. И јас со задоволство ќе дам. Браво. Храбри ставови и Не, тоа секој човек би го направил, што од ВМРО сите такви се. Така, ајде, знаеш, во еден здив ми поминува со тебе разговоров, бидејќи може би гледачите не знаат, но сме многу блиски пријатели или во приватниот живот, често пати се гледаме, разговараме, јас и ден денеска над свој 55-6 години учам некои работи од политиката од тебе. Кажи ми вака за крај, Ламбе, како, нели,
човек кој што поминал многу во својот живот и како политичар, и како општественик, и како спортист, и како родител, и како дедо, и сите тие останати работи. Каква порака е за крај на оваа емисија би ми испратил ти на граѓаните на Република Македонија? Ќе ми дозволиш шанса 3-4 минути за ова. Слободно повели. Значи вака. ВМРО нема што да ја присвитува својата совест што си посегнал во животот. Најголем дострел за секој човек е да биде вистински солиден ВМРО-вец, да му служи на партијата, да му служи на татковината, да му служи на македонскиот народ, ништо за возврат да не барат, бидејќи ВМРО ДПМН своите деца не ги заборават. Тоа е првата дефиниција. Втората, никогаш да не го заборават македонскиот народ. Според една студија која се дигала во станието на видни доктори, Татарчев, Груев, како ќе кренеме, кој потенцијал го имаме. Надвор од тоа слабо наоружување, него како изгледа македонскиот човек на метро и пол висина просечна 48-50-49 кила тежина. На него само коските жилаи зато и биле цврсти затоа што нема лешо да носат. И тие луѓе, оставајќи ги семејствата со 3, 5, 8 деца излегле планина да се борат. Ние треба не смееме да ги посрамотиме ниве. Ние како ВМРО сега во овие услови, многу ни е полесно да бидеме ВМРО-вци, но не е лесно. Идејата е иста, непријателите се исти, режисерот е исти, театарот е исти, глумците се исти, само представата е во друго време одржана. Иначе овде ќе му препорачам на ВМРО-вците да се однесуваат како и да се ценат себе си како што ги цени меѓународниот свет. Во Филмската академија на Холивуд имате една поставка, сум ја видел. Најпосетена е 100 најдобри сцени во историјата на филмската кинематографија. Во тие 100 најдобри сцени се од 99 филмови. Само од еден филм се 2 сцени и двете сцени се однесуваат на нас ВМРО-вците. Тоа е филмот Мистон. Првата е тоа е потврдено од филмските критичари. Првата е кога Мистон го убедува Петр Прлич Манданата да го подкупи да ја симне долу и тој му вика се согласува. Колку лири бараш? 20.000, колку што изнесуваше откупот. И таа тогаш ќе му се развикат, ќе му реши како не ти е срам, 5 деца си оставил гладни, боси, жената ти овдека си зел паурче ракија, пушката, ножот и шеташ по дома. Мајче, се сеќаваш на репликата, зарем јас сакам да дојдам. Тука е Манданата, не е Херкулес, не е фиктивен јунак, не е Хари Потер, не е Конан. Тука е народот македонски. Го остават својот крст и религија и земат пушка само тогаш кога треба да обранит македонскиот народ, македонска држава, неговото семејство. Затоа што ако не одбраниш државата, не можеш да го одбраниш семејството. Се согласувам апсолутно. И втората, уште позначања сцена. Од истиот филм, само тие две се од исти филм во тие, значи 100 сцени. Таа е кога една апокалиптичка сцена с негој, турскиот фаскер ги вркат, Катерина Цилка се породува. На Божик. Така. Во една колиба, поголема така, во јасли се, исто како Исус Христос, има некоја символика, се раѓа девојче. Ти убаво знаеш дека знамината на нашите чети беа девојка со развиено знаме слобода или смрт и мач по другата рака. Тоа беше начето, значи се раѓа Македонија. И кога ќе дојде четата да го благослови новороденчето и кога ќе замине, таа викат имаме една желба. Четата да му даде име на новороденчето. Ако се сеќава сите во глас ќе викат, нека се вика автономија. Автономија, да. Каков е тој порив дух за она преска што ме прашавте? Ето тој порив нас не одржа до денес, затоа ние го негуваме, затоа никогаш нема да остапиме, затоа Македонија никогаш не ќе биде загрозена и затоа Македонија секогаш ќе биде одбранета. Тоа што ВМРО-вецот го има во себе, тоа е ДНК што никој не може да му го земе, тоа е наследено. И ВМРО-вецот тоа го негува, го пренесува на идните колени и јас ти тврдам дека и сега има многу Мандани, многу Даме Груевци, многу Татарчеви, многу Гоцеделчеви меѓу нашите граѓани, меѓу нашите луѓе и тоа е една сигурност, една гаранција
која Македонија нема да биде предмет на никакви подкосурувања, туку со својата судбина ќе одговара со своите луѓе кои на еден начин се персонификација во денешниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Христијан Мицкоски. Ламбе, беше големо задоволство оваа вечер што си гостин во Проверитас. Мене ми останува од дното на душата да ти заблагодарам што се успеавме да чуеме вечерва они работи кои што не интересира, ама ова е само една стотина од она што треба се да се раскаже во некоја друга емисија, ќе те викнам повторно кај што ќе разговараме за твоите средби со кого си имаш по светот гледано, тоа не е сега, ама тоа така го ставаме за најголемо задоволство, бидејќи и тие се значајни многу, затоа што име тлабока оставено и светлина, и темнина, и добри последици, и лоши последици по она што не сме ги послушали или некои предавници ги послушали. Ти благодарам, Ламбе, уште еднаш. Благодарам и тебе, Александар. Чест ми беше и мене што разговарав, колку успеавме во ова кратко време. Муабеджи сме, ти уште една емисија сигурно ќе направиме. Кога сакаш ќе направиме, затоа што интересен, мене ми интересен муабето, се надам Александар, дека и на гледачите им беше да. Вие знаете дека мене ме викат движечкиот архив на ВМРО. Да, баш тоа е така, ја почнав емисијата, нели тоа ти кажа јас дека си буквално едно сето свое знаење, сето свое умење, сето и јас го тренирам вежбањето на памтење преку наставните што сум бил сведок или што сум ги слушал од за среќа од мој дедо поранешен Линденец, негови пријатели, читање и им препорачувам на сите ВМРО-вци никогаш да не се оддалечат од изворното ВМРО. Никогаш. Ти благодарам, да. Ламбе, уште еднаш вечера што беше гостин на Проверитас. Благодарам. Почитувани гледачи, се надевам дека и вие уживавте исто како што јас уживав во овој разговор. Не заборавајте да не следите на сите социјални мрежи. Вечерва, нели, премиерно од четврток во 22 часот и на сите останати мрежи во текот на неделата. Вечерва беше навистина задоволство да се разговара со нашиот гостин. Се надевам дека и на вас ги пренесовме импресиите. Пријатна вечер. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.